Благодарам, господине Мисовски, почитувани колеги, почитувана јавност. Господине Мисовски, точно рековте, искусен сте и да не ја подсетувам јас само од минатиот мандат или од овој мандат, кога Павле Богоевски имаше вакво исто прашање пратеничко, господинот министер, координатор Сугаревски од оваа иста говорница има настапувано на исто овој начин, Зијадин Села и многу други пратеници. Пратеникот го искористи своето право, нема прашање, туку само констатации од тоа што господинот премиер од оваа говорница го има кажано, го има излажано и не го има реализирано. Буквално стенограмски што има кажано премиерот од оваа говорница и што е се тоа што е излажано. Дополнително, бидејќи не сакав да ја оптеретувам, господин подпредседател, барем заменици и министри да ги смирите малку, ајде, ако не друго. Повелете, говорете. Дополнително, не сакав процедурално да реагирам на почетокот на седницата. На оваа седница, од 28 министерства, од 28 министри, ние имаме само 5 министри присутни. И ова не е прв пат. Ке ги смирите ли замениците? Односот Да го изслушаме на министрите од 28-те министерства во владата на СДСМ кон пратениците го осликува односот на целата влада кон граѓаните. Не може, ова е веќе редовна пракса на пратенички прашања кои што се одржуваат еднош месечно, да ни доаѓаат замениците министри, а некои министри во оваа сала немаат влезено од денот кога станаа министри. Затоа би замолил за посериозен однос, меѓутоа и кратко е времето, барем на последните пратенички прашања на оваа влада во заминување да бидат присутни министрите, за да можеме да ги поставиме прашањето. Ви благодарам.